95 денари е новата замрзната цена на доматите и краставиците. Пиперките пак ќе се продаваат до највисоката цена од 100 денари. Првично цените на 11 видови овошје и зеленчук владата ги замрзна минатата недела, но по 2 дена се премисли и денеска ги коригираше, затоа што прикажаните цени на увозниците не биле точни, вели министерот за економија Крешник Бектеши. Како што најавивме предходната недела, значи денеска на седница на владата имаше корекција во делот на замрзнување на цените на овошје и на зеленчук и после разговорите што беа направени со увозниците, со Стопанската комора, каде што учествуваше директно и претседателот на Стопанската комора, господинот Пешев, значи тоа што е договорено веќе ќе почне да се спроведе од како ќе излезе на службен весник. Има одредено зголемување на цените, која е заради тоа што во последната недела се приметува зголемување на увозните цени во нашата царина и тоа зголемување од над 30% на одредени производи, посебно на доматите, на каставиците, на кромидот и на гравот. Треба да се има во предвид дека овие фактури што веќе се поставуваат во нашата царинска управа се пологични фактури од тоа што беше предоставено. И ова не значи дека тука завршуваат контролите и надзорот и инспекциите што се прават од страна на сите надлежни институции, вклучувајќи го Државниот пазарен инспекторат, Управата за земјоделие, финансиската полиција и царинската управа. Во моментот кога зборуваме, значи се прават контроли од страна на овие институции, се со цел да не бидат оштетени граѓаните, а секако да не биде оштетени буџетот на државата, кој секако така е буџет на граѓаните, а воедно и да се сузбива неформалната економија, се со цел да имаме лојална конкурентност, а посебно со нашите домашни земјоделци. Цените се коригираат затоа што увозниците кои со години доставувале лажни фактури до царина за да платат помал данок, конечно почнале да пријавуваат регуларни цени. Царинската управа веќе ги доставила информациите, нивните фактури, документацијата што е приложена во нашата царинска управа до соседните држави, вклучувајќи го тука главном Турција и Грција, заради тоа што големиот уvoz се прави од тие држави. Ако во случај ги добиеме навремено сите одговори од нивна страна, тогаш ќе излеземе и со проекции колку би можел да биде оштетен значи буџетот на државата. Јас една работа можам да гарантирам и пред јавноста, и пред сите граѓани, и пред вас медиумите, дека ова работа ќе оди до крај и таква е задолжението за сите институции, вклучувајќи и царинската управа. И ова не значи дека треба да се направи контроли само во делот на увозниците или на трговците на мало. Треба да се направи контроли во целиот ланец како влегуваат тие производи и начинот како се внесени во нашата држава, вклучувајќи и институции кои ги прават тие проверки, па зошто да не и вработени. Новите цени ќе почнат да важат по објавувањето во службен весник најдоцна до утре.